Неправилна исхрана, цигари, дебелина, физичка неактивност. Ова се главните ризик фактори за појава на срцево-садовите заболувања. Граѓаните се свесни за последиците. Брзиот и модерен начин на живот и понатаму придонесуваат за недоволно внимание кое се посветува во насока на превенција од кардиоваскуларни болести. Општинската организација на Црвениот крст и годинава се вклучува во одбележувањето на неделата за превенција од овој вид заболувања. Начинот на живење на сите граѓани го нарушува, го влошува, од друга страна секако дека и средината во која што влијат на некој начин влијае врз појавата на овие кардиоваскуларни заболувања и тоа е местото кај што може да се влијае и тука е местото и на Црвениот крст кој што ги организира овие условно земено акции и овие недели преку кои што сака да укаже на кој начин граѓаните на нашиот град, на нашата држава може да влијаат се со цел да не дојде до појава или ако дојде до појава да се намали страдањето на болните луѓе и да им се продолжи животниот век. Во медитеранските земји е најмал бројот на луѓе кои имаат срцево-садови заболувања. Овие граѓани имаат значително поздрав начин на исхрана, што е еден од клучните фактори за заштита од срцево-садовите заболувања. Како на глобално ниво, така и во земјава се намалува старосната граница за појава на овој вид на болести. Речиси, идентична е бројката на мажи и жени кои имаат проблеми со кардиоваскуларните болести. Може да се заклучи дека бројот на млади луѓе кои што заболуваат и луѓе кои што страдаат од тие заболувања значително зголемен. Границата е померена према млади. Значи сега имате случаи каде е во статистика дека 0,6% на пример од кардиоваскуларните заболувања се однесуваат и на луѓе измеѓу 20 и 39 години, што малку е загрижувачки, што порано не било случај, а сега е случај. Сето тоа па е поврзано со амбиентот, животот, начинот на живење, стресните ситуации, брзата храна, економските, социјалните проблеми кои што се јават, кои што стануваат се поизразени и секако дека влијаат врз појава на овие заболувања. Во светски рамки, над 60% од сите видови заболувања отпаѓаат на срцево-садовите заболувања. Од Општинската организација на Црвениот крст велат дека е неопходно интензивно да се работи на проекти со кои ќе им се обезбеди помош и поддршка на сите категории граѓани.